Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Еден од највпечатливите сегменти од говорот на председателот Стево Пендаровски на 8 септември по повод 30 годишнината од независноста беше оној во кој порача, цитирам: "Ефектите од долгата и мачна транзиција придонесоа постепено пред наши очи да се оформи најголемата опасност и закана за нашата иднина, а тоа е масовното иселување на нашите граѓани. Младите, но и повозрасните се иселуваат тогаш кога ќе престанат да веруваат дека државата може да обезбеди услови за пристоен живот достоен за човекот во 21. век." Завршен цитат. Неодамнешната студија за социополитичкото учество на младите во Северна Македонија, изработена од фондацијата Вестминстер во соработка со Младинскиот образовен форум, открива дека околу 60% од младите во земјава би се иселиле ако им се укаже можност. Високи 84% од младите веруваат дека не можат да влијаат врз тоа што и како работат властите, а 7 од 10 млади се опишуваат себе си како главно или воопшто неактивни граѓани во општеството. Политичкото учество на младите е темата на вечерашната дебата во пресред на кампањата за локалните избори која почнува в понеделник. Мои ваши гости ќе бидат Лура Положани, Ангела Ангеловска, Блажен Малески и Димитар Низамовски. Бидете на Алсат, со дебатата се враќаме за кратко. Гледате 360 степени. Учеството на младите во политиката и во другите општествени текови во пресрет на локалните избори е темата на вечерашнава емисија. Како основа за дебатата ќе користиме дел од наодите на студијата за социополитичкото учество на младите во Северна Македонија на фондацијата Вестминстер и Младинскиот образовен форум, кои велат дека 2/3 од младите се незадоволни од своето место во општеството, а речиси 8 од 10 млади сметаат дека властите делумно или воопшто не се грижат за нив и нивните потреби. Околу 60%, како што реков и во генералната најава, од младите би се иселиле ако им се укаже можност. За ова и за многу други аспекти поврзани со најавената тема, вечера разговарам со Блажен Малески, истражувач во Реактор. Добро вечер, добре дојдовте. Фала на покана. Ангела Ангеловска, подпредседателка на Националниот младински совет на Македонија. Добро вечер, добре дојде за вас. Благодарам на поканата. Димитар Низамовски, извршен директор на Младински образовен форум. Благодарам што сте со нас. Добро вечер и благодарам за поканата. На видеоврска од Грац ја имаме Лура Положани, истражувач на Универзитетот Грац во Австрија. Лура, добре дојде и за тебе. Фандерит шум, për ftesën. Може би ќе почнем со Лура. Лура, дали ќе се согласите дека во дел од вашиот ангажман досега може да најдеме и периоди кога сте политички ангажирани, може би не толку во смисла во значењето на зборот политика како политикс, туку повеќе како полиси, или може би како политикс? Во еден период бевте дел од кабинетот на премиерот Заев. Може да го коментирате ова, а понатаму би ве прашал зошто на крај не останавте во тој капацитет, туку решивте да и се вратите на науката? Shumë sakt, kam në të kaluarën e afërt, kam punuar edhe në kabinetin e kryeministrit Zoran Zaev, pikërisht në kapacitetin më shumë në policy apo politikat shtetërore. Mendoj që shpesh herë ky është një distinkcion shumë i rëndësishëm për të bërë, sidomos kur flasim me të ri për atë se çka është politika dhe si mund të angazhohemi në politikë. Mua gjithmonë më ka interesuar politika, vazhdon të më interesoj. E shoh vetveten si person politik, jo në sensin e partive politike, por në sensin e interesit tim për
politika që mire në shtet, po jo veç në shtetin e Maqedonisë së Veriut, po edhe në rajone dhe më gjërë. Arsyeja sepse vendosa të kthehem akademisë edhe të kthehem në Graz është një personale. Kisha nevojë ta mbaroj doktoraturën. Doktoratura ime është për temën pikërisht të aktivizmit rinor. Bile besoj që jemi takuar njëherë kur bisedonim atëherë për protestat, edhe mendoja që është shumë e rëndësishme që ta mbaroj tani. E dyta është sepse gjithmonë e kam pasur atë ndjenjen që duhet të ndërtohem pak më shumë edhe që të mund të kem më shumë eksperiencë edhe të mund të ndihmoj më shumë. Pozita që e kisha në qeveri ishte mi hapi syt për shumë gjëra, se si shkon politika në shtet, po edhe si shkon politika ndërkombëtare, për shkak se kjo ishte tema ime, edhe pash që nëse dua të heci më përpara, kisha nevojë për pak më shumë mjete, ndoshta analitike, edhe prandaj vendosa që të kthehem Grazit edhe hulumtimit. Лура, вие сте сега во Австрија. Како би се опишале себе си како дел од овие 60% кои би заминале од земјава? Мислам дека само 7% од нив велат дека би се вратиле. За секогаш заминавте од Северна Македонија? Në fakt më duk shumë e trisht kur e lexova këtë statistik. Fatkeqësisht e kam takuar edhe kur kam folur me të rinj për hulumtimet e mia. Unë jam tek ajo përqindje që gjithmonë ka dëshirë të kthehet. Nuk është hera e parë për mua që dal jashtë. Edhe nuk do ishte hera e parë për mua që kthehem. Shpesh herë mendoj, sidomos për të rinjtë e Ballkanit, ekziston nga ana e jashtme një ide që duam të ikim edhe të, domethënë përgjithmonë, edhe pse fatkeqësisht tani të dhënat edhe tregojnë që ka edhe dëshirë për të ikur edhe mos u kthyer, po shumë shpesh, domethënë njerëzit kanë qef për të ikur edhe për të, siç thatë edhe në fillim, për të jetuar një jetë ndoshta më të dinjitetshme, por edhe për të profesionalizuar më tej. Kështu që mendoj që është një udhtim pak më fluid se sa ndonjëherë që e marrim. Tashi nuk e di me të dhënat a janë pyetur edhe njerëz që kanë ikur edhe janë kthyer, apo vetëm në sensin hipotetik a do iknin edhe a do ktheheshin, por unë definitivisht jam pjesë e asaj grupes që do kthehej me shumë dëshirë, ashtu siç jam kthyer edhe më herët. Благодарам. За сега останувате со нас на видеоврска од Градскеве. Имаме за гостин за цело време на оваа дебата вечерва. Со нас реков и извршниот директор на Младинскиот образовен форум Димитар Низамовски. Вие сте едни од авторите на оваа студија за која што на почетокот на оваа емисија зборуваме. Како би ги сумирале наодите од студијата? Голем дел од податоците се навистина поразителни. Видов дека едно претходно истражување е насловено како младинско политичко отсуство. Дали тоа може би е најкраткиот опис на тоа што како наод го дава ова истражување, се обидува да ги истражува перцепциите за социополитичкото учество на младите, не за отсуството. Да, токму така, најпрвин да напоменам дека ова истражување е второ, дополнето истражување, односно ние и во 2019 година го истражувавме социополитичкото учество на младите во Северна Македонија, меѓутоа овој пат го истраживме дополнително и контекстот, односно и ефектите предизвикани од пандемијата од COVID-19. Со тоа што да, ќе мора да се согласам дека за жал податоците се фрапантни, особено во делот на оние млади кои што се сметаат за активни, односно неактивни, кои што придонесуваат со својот младински и граѓански активизам, во делот на оние кои што би се одселиле од државата, би мигрирале, дали за образовни потреби, дали за напредување во кариерата, но не би се вратиле назад повторно во државата за да го дадат својот придонес, како и во делот на можностите кои што им се нудат, но и степенот до кој што се сметаат тие за консултирани или за прашани од локалните и националните власти во однос на нивните потреби и барања. Високи се тие проценти на чувство дека не може да се влие на тоа што го прават властите, на опис на себе си како неактивни во општеството. Зошто е тоа така? Повеќе фактори сметаме дека влијаат на себе ова. Од една страна, впрочем, тој едно од главните полиња на работа на Младинскиот образовен форум, сметаме дека потребно е да има едно сеопфатно граѓанско образование и токму забележуваме промена во тој
дел каде што ќе се работи на политичката култура на младите, односно нивната поврзаност и со своето место и во општеството и во рамки на светот, има подобрување во тоа затоа што видовме дека тој курикулум се смени. Втор фактор е генералното задоволство, односно незадоволство по завршувањето на некако видно образование и по тоа што со себе и како на пазарот на трудот. На една неодамнешна трибина беше спомената една информација од Министерството за труд и социјална политика дека во просек околу 18 месеци е потребно да се најде работно место по завршувањето на студиите, што е значително голем Димитар, период. морам да забележам тука, ако ги следиме генералните бројки за невработеност во државата, се разбира, треба да се прави тебелна анализа на што се должи тоа. Невработеноста во овој момент е на историски најниско ниво во последните децении. Некаде околу 15 нешто е невработеноста. Веројатно тоа се одразува и кај невработеноста на младите. Да. Во таа смисла претпоставувам дека таму треба да има некакви движења во позитивна насока. Иако вашето истражување не го покажува тоа на ниво на перцепција и на задоволство, односно незадоволство кај младите. Да, токму така. И младинската невработеност од секогаш била прилично висока, односно и во регионот, но и процентите во севкупната популација во Северна Македонија секогаш биле се движели дури до 45%, што е без малку половина од тоа. Што значи дека овие фактори, но и можностите кои што им се пружаат на младите и начинот на кој што сметаат дека тие се консултирани, степенот до кој што се консултирани, задоволството во местото, еден сплет на околности кои што влијаат на сето тоа да нивното незадоволство биде можеби повисоко и својата иднина да ја гледаат надвор од границите на нашата држава. Блажен, вие работите на едно истражување кое што директно се занимава со локалните избори. Може да ги сметаме за отпочнати, иако формално кампањата почнува в понеделник. Што вели статистиката во однос на учеството на младите како кандидати? За градоначалници на советничките листи имате такви бројки? Во моментот е прилично рано, бидејќи тек вчера ги затворија финалните листи во однос и на градоначалници и на советот, па со колешката Јована ги обработуваме заедно со Вестминстер фондацијата, но за градоначалниците веќе имаме една генерална, односно градоначалничките, иако се само 25, односно околу 8%. Имаме некои прелиминарни податоци кои што и се и онака јавно достапни на страницата на ДИК. До сега, односно, имаме на овие избори 9 кандидати кои што се до 29 години. За градоначалници. Кандидати за градоначалници. За градоначалници, 3 од нив се од Социјалдемократскиот сојуз, 2 се од БЕСА, еден има ВМРО-ДПМН и ЛДП и Дом, кои што ја имаат и најмладата кандидатка со 21 година, а и воедно е кандидатка која што е во поголем град, би рекол, како што е Куманово. Така што од прилика 300 кандидати кои што ги имаме, само 9 се до 29 години. Мислам дека тоа ја отсликува и малце внатре-партиската хиерархија на младите во политичките партии, односно како се поставени, дали добиваат реални шанси да добијат позиција и да ги представуваат граѓаните на локално ниво. Тоа е веројатно соодветно и на тоа што го имаме како ситуација во актуелниот состав на собранието по последните избори. Да. Во моментот само 4 од 120 пратеници се на возраст до 29 години. Да. И тоа ја отсликува на некој начин и реалноста. Од една страна го имаме незадоволството на младите, од другата страна го имаме можеби незадоволството на самите партии со кадарот на млади кои што го имаат. Имаме еден вроден дисбаланс во она како ни функционира политичкиот систем. И би се согласил јас дека се фрапантни бројките кои што и Младинскиот образовен форум ги извади, но мислам дека треба да имаме на ум, како што би рекол еден поранешен председател на Бундестагот, парламентот во Германија, и демократијата е единственото политичко уредување кое што бара од граѓаните да учествуваат. Ако они се чувствуваат дека не учествуваат и дека не се слушнати, ние имаме сериозен демократски дефицит во државата. Дали се согласувате дека еден од одговорите е граѓанското образование во училиште? Дефинитивно, тоа е почетокот на некакво оформување на склопката за разбирање што се случува во демократскиот процес и во политичкиот процес. Зашто бираме советници, зашто бираме градоначалници, дека има
поделба на власта некоја основна во државата, иако во тоа поле правна држава и политичката тука има големо мешање, но сакам да кажам дека тоа е базичниот елемент кој што треба да им ги дадеме на младите, за и они понатаму да разберат каде можат и како можат да се вклучуваат. Добро, со нас и Ангела Ангеловска, подпредседателка на Националниот младински совет на Македонија. Тоа е чадор организација која што обединува повеќе организации, така, повеќе од 50 мислам дека. Како е поставена точно организацијата? Може да ни објасните? Што значи чадор организација? Според Законот за младински политики и младинско учество, чадор поделбата на видови на организации, чадор организација опфаќа организации за млади и младински организации и треба да има минимум 10 организации за да се смета како чадор организација. На линија на тоа што го зборувавме со Блажен предмалку, вие излеговте со препораки до подмладоците на политичките партии за изборните програми за локалните избори 2021 година. Уште не сме ги виделе програмите, ќе треба да ги видиме. Имате некаква информација дали тоа што го препорачувате ќе го има во програмите? Такви информации се уште немаме, но се надеваме. Имавме состаноци со голем дел од политичките партии, помладоците на политичките партии, со што им ги представивме нашите препораки и документот е доставен до нив и се надеваме дека ќе ги земаат предвид при составување на самата програма. Главно вашите препораки се однесуваат на имплементација на Законот за младинско учество и младински политики, закон донесен во јануари 2020 година. Верувам дека и со другите учесници ќе можеме да го дебатираме тоа и мислам дека нема да погрешам ако кажам дека имплементацијата е на едно скромно ниво за сега, така? Иако требаше да биде прилично напредната. Веќе сите голем дел од роковите кои што се поставени во законот не се исполнети, особено сега за формирање на тие локални младински совети, каде што беше ставен роков од 1 година од стапување на законот на сила. Веќе помина година и скоро 9 месеци, се уште на голем дел на општините не се формирани тие локални младински совети, кои што се клучен елемент во начинот на кој што младите на ниво на општина, на локално ниво ќе ги изјаснуваат своите ставови, ќе имаат некој начин ставува мост помеѓу младите и советниците во општината. Имате ли увид таму каде што е воспоставена оваа инфраструктура како функционира? Дали е тоа на задоволително ниво? Се уште поголемите општини како Скопје, Куманово се уште се во делот на статутарни измени за да се имплементираат, затоа што првиот чекор кој што треба да помине во процедурата за формирање на локални младински совети е измената во статутот на општината. Така што во поголемите општини се уште не се формирани локалните младински совети, за да кажеме како би се одвил целиот тој процес и дали навистина имаат некоја активно учество, затоа што веќе почна целиот процес и ќе чекаме по изборите како ќе се одвива формирањето на локалните младински совети и дали навистина ќе го имаат тоа што се бара од нив, да бидат вистински активни вклучени во процесот на донесување на младински политики и консултирање на советот на општина. Лура Положани е на видеоврска од Грац. Лура, рековме, бевте дел од кабинетот на премиерот Заев. Дали тоа што сте млад човек беше ваша предност или го чувствувавте за хендикеп внатре? Колку тоа што вие го работевте и советувавте навистина се почитуваше? Duhet të them që gjatë kohës që kam qenë aty, ka qenë me të vërtet një eksperiencë e mirë për mua fakti që kam punuar edhe me shumë të rinj tjerë, që kanë qenë shumë të profesionalizuar edhe shumë të përkushtuar, që për mua është një rast që do duhej të ishte si shkas edhe si shtys për çdo qeveri, për çdo institucion në Maqedoninë e Veriut të punësoj sa më shumë të rinj. Për shkak se e kanë përkushtimin, e kanë, si i thuhet në anglisht, the drive, domethënë diçka që i shtyn, edhe e kanë atë idenë që jam duke ndërtuar të ardhmen time në fund të ditës. Kështu që ekziston një përkushtim i fortë. Në përgjithësi, mendoj që ka qenë ndoshta për mua një avantazh që kam qenë e re, po unë e shoh avantazhin më shumë në sensin që gjithmonë më pëlqen ti surprizoj njerëzit për të mirë edhe jo për të keq. Po fakti, mendoj ajo që ka qenë më sensitivja
ka qenë fakti që janë femër e re, edhe mendoj që këtu duhet të bëhet një distinkcion po ashtu i rëndësishëm, sepse mendoj që shumë shpesh pritet nga gratë e reja që mos din ose të kenë pozita më të ulta. Mendoj që disa herë kam qenë përzier nga persona të institucioneve të ndryshme, jo brenda qeverisë, po në institucione të ndryshme, sikur jam sekretare ose diçka ashtu, për shkak të moshës edhe të gjinisë, që besoj që është një problem. Pastaj vjen edhe fakti që i përkas komunitetit shqiptar, edhe besoj që ndonjëherë ka paragjykime, sidomos në sensin që pritet që nëse je shqiptare e punësuar në institucione, atëherë je e punësuar nga një ex-parti apo nga një y-parti, edhe që nuk ke opinion të pavarur nga partit. Edhe mendoj që kjo është edhe një bllokat tjetër, sepse besoj që shumë të ri dëshirojnë të profesionalizohen, edhe dëshirojnë të kenë idenë që janë në një grup për shkak të meritave, po edhe që këto merita mund të ndërtohen edhe mund të bësh diçka edhe më shumë. Edhe kur ditë për ditë mund të kesh nga persona të ndryshëm të institucioneve të ndryshme paragjykime si këto, mendoj që ndonjëherë është dekurajuese, por në përgjithësi, sidomos me kolegët e punës, kam pasur gjithmonë mirëkuptim, edhe kjo më ka pëlqyer dhe kam menduar që është një avancim i mirë, edhe pse domethënë nuk kam ndetur shumë gjatë, për atë kohë që kam ndetur, jam djerë e mbështetur. Иако е интересно да кажеме кога сме кај оваа тема дека колку мина, не знам, премиер имал во независна Македонија и Северна Македонија, голем дел од нив беа прилично млади кога ги презема функциите, дури под 29 години, што е граница поставена во законот за млади. Лура, ке ти имаме се уште на врска. Димитар, пред да ве прашам вас, сакам Ангела да ја прашам дали се согласува со ова што го чувме од Лура дека за жена, вие не можете да зборувате за жена албанка, но за жена дека е дополнителен предизвик, млада жена, овој тип на ангажман. Верувам дека е така. Искрено голем дел на жени кои што се на повисоки позиции или на кои што се позиции како што сега зборуваше Лора, се соочиле со некоја таква или некој вид на дискриминација или некој вид на неверување дека всушност жената ја заслужува таа позиција на која што обично се очекува, дека жените не се спремни или дека се многу емоционални за некои такви позиции за кои што се бараат цврсти одлуки. Добро, джендер мейнстриминг, како се вели ова тема, се поактуелна станува и кај нас, така што верувам дека состојбите ќе почнуваат да се менуваат и на тој план. Иако ќе се согласите, веројатно, полни им се устите на политичарите за родовата еднаквост, но кога ќе дојде ситуација да се предлагаат кандидати, да се бираат функционери за високи позиции, тогаш тоа некако не функционира. Блажен, мислам дека податоците се лоши на тој план и за локалните избори, така? Да, она што мислам дека и генерално во рамки на нашиот политички систем можеме да го заклучиме дека секаде онаму каде што нема квоти за жени, односно за влада, кој ќе биде министер. Иако тоа не треба да бидат квоти за жени, тоа се родови квоти. Родови квоти, да. Помалку застапениот пол, како што пише во самиот закон. Значи во влада нема, каде што гледаме мало учество на жени. За министри зборуваме. За министри зборуваме. Да. Дополнително кај градоначалници и градоначалнички, иако второво кога збориме за градоначалнички, навистина е депресивно, бидејќи имаме, ако не се лажам во моментов, само 4 градоначалнички од 81, што исто така лош процент. Сегашните избори, она што можеме да го видиме е пак истиот заклучок, онаму каде што има квоти за совет, има доволно жени. Има жени колку што предвидува законот, околу 44% се советнички кандидатки. Од друга страна, кога нема такви услови, кај градоначалници гледаме само 8% кандидатки градоначалнички, така што мислам дека имаме еден
посериозен проблем не само од наративот кој што политичарите го имаат во реалност, а во пракса не го покажуваат, туку треба и да размислуваме како ако не можеме да им довериме на политичарите и на политичките лидери дека ќе ги запазат овие работи и ќе работат на тоа да ги унапредат состојбата на жените во политиката, тогаш треба и законски да се размисли како да се дополнително вклучат жени во листите и за Советот и во влада. Димитар, еден наод исто така ми остава впечаток од студијата за која што дебатираме вечерва, тоа е дека оние млади кои се општествено активни се позадоволни за своето место во општеството отколку оние што не се активни. Да. Како се објаснува ова? Па видовме дека младите кои што се активни, кои што преземаат нешто за да подобрат својата состојба или генерално ситуацијата во државата, чувствуваат поголемо задоволство со своето место и позицијата во рамките на истата, со тоа што и обратно, оние кои што се воопшто или малку активни, се целосно незадоволни со својата позиција. При тоа да се разбереме, вие сте активни млади, да не помисли некој дека зборуваме стриктно за младинско учество во политика, разбрана како политикс, не, напротив. Токму така. И станува збор за еден активизам, еден ангажман, кога самите тие одлучуваат да им пристапат најчесто и на локалните институции. Гледаме дека нивото на консултација на локално ниво е највисоко, што до некаде и разбирливо, затоа што тоа е првата врска помеѓу граѓаните на една општина и општинската администрација. Меѓутоа, секогаш кога се соочиле со некаков предизвик, со некаков проблем и презеле акција, имало некаков резултат. Со тоа што 1/5 од овие млади кои што некако одлучиле да преземат некаква иницијатива, по еден од 3 случаи и биле задоволни со исходот. Меѓутоа, охрабрувачки е тоа што воопшто и преземале некаква акција, односно се почувствувале охрабрени, мотивирани на страна од оние вештини компетенции кои што треба да ги понуди и формалниот образовен систем, но и самите модели на учество и организирање во рамки на државата и на општината, дека нешто сепак може да се успее да се промени. Кога ќе видите како млад човек некаков резултат од тоа, тогаш можеби надежта е поголема дека работите може да се сменат на подобро и всушност перцепцијата дека би останале во државата е веќе на повисок. Да. Лура, велите дека работите токму на тоа, на политики поврзани со младите. Што е проектот на кој што сте ангажирана во моментот како истражувач? На момент на градско однорнани проект Horizon 2020, да ме фанта финансуар nga Bashkimi Evropian, emrin e ka Connect, edhe për momentin studiojmë kontekstin e radikalizimit edhe ekstremizmit të dhunshëm në rajonin e Ballkanit edhe të lindjes të mesme, kështu që është interesant për t'i parë 2 rajone të shkoqura, por që në fakt kanë një lidhje sidomos kur vjen te ekstremizmi i dhunshëm, edhe fokusohemi pikërisht te grupet e reja, domethënë si rinia radikalizohet edhe ndoshta bëhet frymëzohet për të marrë pjesë në ekstremizëm të dhunshëm. И Северна Македонија е дел од истражувањето, така? Po, edhe Maqedonia e Veriut është pjesë, Kosova, Bullgaria dhe Bosnia dhe Hercegovina. Edhe ajo që mu duk interesante, sidomos kur e lexova studimin e Westminster Foundation, ishte fakti që e njëjta, sepse deri tani kemi bërë disa studime të nivelit makro, domethënë të nivelit shtetëror institucional, edhe veç më e shohim që njëra nga drivers apo shtysat kryesore, sidomos të ri, është edhe kjo ndjenja e mungesës të shpresës, edhe të frustrimit që nuk mund të bëjnë të kenë efektin që ata dëshirojnë në shoqëri. Kështu që kur i pash edhe të dhënat e studimit, mu duk sikur përputhen shumë në mënyrë shumë të lehtë, në sensin që shifet që kjo ndjenja e pafuqisë edhe ndjenja e mungesës të shpresës, që është diçka shumë serioze, sidomos edhe
dëshpruese, sidomos kur flasim për të rit, që presin që ndoshta të kenë më shumë shpresë dhe më shumë optimizëm se sa shumica e popullatës apo jo. Ajo do duhet të ishte shtysa kryesore për shoqërinë, optimizmi i rinisë. Kur e shohim që te ata mungon, edhe që ajo mund të shty drejt domethënë radikalizmit politik, edhe këtu hyn radikalizmi të djathtës, si të majtës, religios, kulturor, domethënë varet, mund të jeti shumë mënyrave të ndryshme. Në Ballkan e shohim për shembull në shëmbulltyrën, sidomos të nacionalizmit. Besoj që kjo tregon që është pikërisht mungesa e shpresës që ndonjëherë i bën këto ide si që japin një farë lloj sigurie, edhe zakonisht këto janë ide radikale, që japin një farë lloj sigurie që ndoshta mund të gjejë shqivje edhe përputhen pastaj lehtë. Për shembull, mundeshim ta shohim po ashtu në këto të dhëna që shumë të ri besojnë që gati gjysma e të rive të anketuar që Covidi është njëra nga gjërat që është e bërë, domethënë një teori konspirative që besojnë që Covidi është i organizuar nga një grup njerëzish të fuqishëm. Domethënë ka edhe përhapje të disinformatës. Лура, да, во тој дел податоците се навистина исто така фрапантни, можем да кажем, Димитар. Сега ќе се обидам да ги најдам прецизно бројките. Речиси половина од младите, добро, 43%, веруваат дека пандемијата е вештачки создадена од мала група на моќни луѓе со цел да владеат со светот. За млади луѓе, за кои што светот е на тач, многу извори се достапни, овој висок процент од 43% кои веруваат дека пандемијата е вештачки создадена е навистина загрижувачки. Токму така. Забележавме дека без малку секој втор млад човек е подложен на некакви теории на заговор, каде што се смета дека вирусот е вештачки создаден во лабораторија од мала група на моќници со цел да се контролира светот. И тука може да ја видиме и улогата и нивото на медиумската писменост меѓу останатото кај младите луѓе, односно колку и како се тие запознаени за да препознаат лага од вест, факти, наспроти дезинформации. Може би втора тема за која што може да се размислува сериозно да биде вметната во курикулумите, во образованието. Да, има веќе дел и сега повторно има една иницијатива токму со Министерството за образование и наука на која што ќе се работи за медиумската писменост и дигитализацијата. Понатаму интересно е дека и покрај сето ова и начинот на кој што се информираат и следат политички случувања, што повторно ќе напоменам дека без малку половина од нив редовно следат и се информираат, гледаме и се запрашуваме како и на кој начин младите тогаш ги оформуваат ставовите, дали се преку овие лажни дезинформации, лажни вести и како да се шири целата приказна, што некако сериозно оддава впечаток дека веќе денес секој нормално и медиум сам по себе, но од друга страна и нивото на нивната медиумска писменост и колку се тие подложни токму на ваквите вести за манипулација. Сега, покрај овие информации, видиме дека и степенот на млади лица кои што би сакале да се вакцинираат, го истраживме и тој момент. Имате податок дека еден од тројца млади или 33% се спремни да се вакцинираат против ковид, а дури 46% не би се вакцинирале, додека 20 велите се уште не одлучиле. 46 не би се вакцинирале. Токму така. И во услови кога би била понудена безбедна и тестирана вакцина, без малку половина од нив рекоа дека не би се вакцинирале. Сега, искрено и методолошки, ова беше направено и во период кога се уште државата немаше обезбедено вакцини, се уште сите како граѓани бевме во неизвестност дали и кога ќе се набават вакцините, што може би да биде некој дополнителен фактор кој што влијае на овој процент. Меѓутоа, и тој податок загрижува, колку младите и веруваат на науката, колку се подготвени да го стават колективното наспроти личното, индивидуалната одговорност наспроти заедничката, што тоа треба исто е една дополнителна тема и област која што загрижува доколку го гледаме општеството во целина. Ангела, имате вие свој став, своје мислење за ова прашање, свој коментар како млад човек активен во општествените
текови. Висок процент на оние што веруваат дека е ова вештачки создадено од мала група на моќни луѓе со цел да се владее со светот. А предпоставам дека вакцината е чипирање за не знам какви цели. Навистина, бројката ме искрено изненадува, не очекував дека ќе биде до 46 колку проценти таму е во истражувањето. Кругот во кој што вие се движите, има вакви ставови? Да, има вакви ставови. Сум слушнала од и на моја возраст колеги и искрено ми изненадува начинот и на кој што се информираат, и тука би се надоврзала со Димитар, затоа што веќе младите не се информираат на некој традиционален начин на информирање преку телевизија, затоа што неголемиот број на млади не користат, не гледаат телевизија. Дури веќе избегнуваат социјални мрежи како Facebook, што се застарени, се информираат на некои социјални мрежи кои што се по-моментално и модерни, како TikTok, Snapchat, Twitter и слично. Така што медиумската писменост на младите навистина загрижува со овој податок, за да знаат да разграничат која вест е точна, која станува збор за фейк нюс. Мислам дека воведување на медиумска писменост може би било едно од начините да се реши овој проблем. Веројатно, медиумска култура има сигурно како часови, мислам дека во мајчин јазик се вклучени, но медиумска писменост дефинитивно веројатно треба да се размисли да биде по-присутна или како дел од некој постоечки предмет, а зошто да не и како посебен предмет ако се вака сериозни последиците од сето тоа. Секако образовниот процес ќе мора да се адаптира на потребите кои што произлегуваат и проблемите, ова веќе станува еден и посериозен проблем кај младите. Блажен, вие како си го објаснувате овој феномен, бидејќи навистина е феномен? Па добро, мислам дека на почетокот и вие рековте нешто многу важно. Ние фактички како млади го имаме целиот свет малтене на телефон, ама и на тачскрин, ама тоа не значи дека тоа што го имаме не значи дека нема да одиме и да читаме лажни вести, да шириме лажни вести и да бидеме поддржувачи на лажни вести. Сега прашањето е како ги користиме новите алатки, како сакаме лично да ги надградуваме нашите кариерни патишта на некој начин со сите тие информации кои што ни се само на допир. Очигледно во Македонија непроверувањето на изворите и на податоците кои што се конзумираат е навистина голем проблем и веројатно се согласувам дека образованието е еден дел од тој проблем каде што не ги информираме доволно младите како да распознаат дека нешто е лажна вест, нешто е креирано намерно за да ги дезинформира и како да се справат во такви ситуации. И оно што мислам дека треба да им го кажем исто така на младите, ако веќе размислуваат дека чипот ќе им внесат во рамото, чипот вие цело време во джеп, цело време ве следат преку вашиот телефон ако некој сака да ве следи, така што мислам дека теоријата дека треба дополнителен чип во вас да има за да можат да ве следат тие мокници е малце дополнително луда идеја, ако можем да кажем така. Ќе привршуваме полека, бидејќи времето е ограничено. Сите ќе ве прашам да размислите што би биле 3 работи. Лура, вас прва ве прашувам. Што би биле 3 работи кои што мислите дека би требало прво да се направат за во следното истражување бројките да не бидат такви какви што се во ова истражување на Вестминстер и на Младинскиот образовен форум. Лура? Atëherë, unë do ja nis kështu edhe pse nuk e kam zakonisht qefin për të folur për makron e pastaj për poshtë, po si thuhen në anglisht top down. Do me thënë çfarë duhet bëhet lart, pastaj në mes, pastaj poshtë. Mendoj që sidomos tani që është koha e zgjedhjeve, është shumë e rëndësishme që sepse gati hiç nuk folën për politikanët, është shumë e rëndësishme retorika që politikanët përdorin. Do me thënë, mua më vjen shumë keq kur flas me të ri edhe akoma ka retorika që ekzistojnë prej viteve 90. Nuk më besohet kur dëgjoj një 19 vjeçare apo një 17 vjeçare apo një 20 vjeçare të më flas për ide si nacionalizmi apo si frika nga tjetri, urrejtja, që i shohim akoma të rit edhe që i perpetuojnë gjithkohën në retorik
politikanët, si dhe ndonjëherë edhe profesionalët akademik e tjerë. Domethënë një është kjo, duhet të jemi shumë të kujdesshëm me gjuhën që e përdorim në publik. Ka ardhur koha që t'i shohim krejt qytetarët, sepse siç e shohim, një shumicë e madhe që janë të rit ndihen si të papar, si të padukshëm. Kështu që kjo tregon që retorika që ne përdorim nuk i prek ata fare, por nga ana tjetër i bën shumë dëm sepse pastaj ata e marrin këtë. Kështu që institucionet, edhe se si flasin politikanët, duhet të mendojnë pak më shumë në sensin e retorikave të reja. Si mund bëhet kjo? Kjo mund të bëhet duke i inkorporuar të rit sa më shumë, jo vetëm në partitë politike në forumet rinore, por edhe në për debate, sepse mund të them me shumë bindje, bile përpara se të më ftosh në këtë emision, besoj që të pyet a konsiderohem akoma e re, sepse çfarë do të thotë sot të jesh i ri është shumë më ndryshe nga mënyra se çfarë kuptimi ka pasur më përpara. Do me thënë, ndryshimi mes meje dhe një 18 vjeçari është shumë më i madh se sa që do ishte ndryshimi mes meje si 18 vjeçare kur jam mbritur dhe një 32 vjeçari në atë kohë. Do me thënë, ndryshime ndodhin shumë më shpejt, edhe politikanët, politikbërësit që janë më në moshë le të themi, nuk mund t'i kapin atë shpejt, sepse është pothuajse e pamundur, edhe po nuk i kyçën të rinjt me mjetet e tyre në këto biseda, atëherë jemi shumë mbrapa, sepse një gjë që duhet patjetër të thohet është që të rit nuk janë e ardhmja, të rit janë e tashmja, sidomos me ndryshimet teknologjike që ndodhin. Edhe e treta, absolutisht dakordohem me secilin person që është në sallë në vërejtjen për alfabetizmin digjital. Sipas një studimi të bërë në Sofje, Maqedonia nga gjitha shtetet evropiane, domethënë 35 shtete janë analizuar, Maqedonia është e 35-ta në listën e analfabetizmit në këtë sens digital. Do me thënë kemi një problem shumë të madh kur vjen puna në këtë fushë, kështu që ndryshimi edhe përmirësimi i kulturës demokratike do të ishte hapi më i duhur për të marrë që nga shkolla. Faleminderit. Лура, благодарам. Немаме уште многу време, ако може да бидете навистина телеграфски кратки. Димитар. Па во ред секоја политика, па така и младинската, си побарува определени финансиски средства, што значи дека Агенцијата за млади и спорт како главно носечко национално тело треба да обезбеди доволно средства за младите и младинските политики. Второ, доколку сакаме да ги научиме младите како да се организираат и да учествуваат, најпрвин тоа треба преку образовниот систем, односно можеби со измени во Законот за средно образование, каде што ќе се гарантира и унифицира ученичкото учество и организирање. И трето, во контекст на самата пандемија, потребно е една сеопфатна информативна кампања, која што ќе ги информира граѓаните зошто е потребно да се вакцинираат, но и да се справи со сите оние дезинформации кои што кружат околу истата. Благодарам, Ангела. Станува збор за бројки кои што реално преку ноќ не би можеле да се изменат како би требало да се работи системски и долго. Воедно една препорака до представниците и на политичките партии и на сега кандидатите за градоначалници да ги консултираат младите не само пред изборите, туку постојано секогаш кога се работи и ќе се донесуваат одлуки кои што ги вклучуваат младите и ги засегаат младите. Благодарам, Блаже. Јас бев многу студиозен и 3 работи напишав. Прво, образование, бидејќи се плеткаше во дискусијата континуирано, мислам дека образованието е клучниот аспект кој што и од самата дебата произлезе. Дали мислите дека ова насока во која што тргнува реформата во основното образование само кратко е добра? Па јас мислам дека некаде мора да почнеме. Дали е добра или лоша, мислам дека отпосле ќе може да видиме кога ќе потрае малце, бидејќи кога се менува образовниот процес, навистина е тешко да се каже веднаш дали е добра или лоша, а ние сме познати по тоа дека ги менуваме образовните политики во рекордно кратко ниво. Да, наместо да имаме консензус на национално ниво. Така што мислам дека тој дел е добар почеток, ќе видиме дали навистина ќе им користи на младите на подолг рок. Второ, имплементација на стратегијата за млади, односно креирање на нова стратегија за млади која што е законски определена и треба да ја направи Агенцијата за млади и спорт, каде што ќе има и специфичен дел
младинското учество и младите како ќе ги спремаме да учествуваат во... Ви го знам тој страв за фокус на агенцијата повеќе на спорт, отколку на И буџетот млади. низ годините така се движи многу повеќе за спорт, отколку за млади. Простете што ви упаѓам, да. Да, нема проблем. И третото, мислам дека учество и отвореност на самите институции, односно да бидат отворени за младите, да има отворени денови во парламентот, во советите, каде што навистина младите може да дојдат и да разберат кои се политичките одлуки кои што се носат и во собранието и во советот, можеби и во владата, но и второто, учеството на младите токму во локални младински совети, каде што на некој начин им даваме веќе одговорност на младите да носат одлуки во името на младите во одредено Да, општество. за да престане тој пристап во кој што младите се пасивни објекти во сето тоа, наместо да бидат третирани за активни субјекти. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Лура, благодарам и вам. Одиме на уште една пауза, пона е саботажата. Есента е време на растечка возбуда предизвикана од пазарната понуда на продукти неопходни да се презими. Во зависност од вкусот или од апетитот, секој има право да го направи својот избор, иако е евидентно дека постојат медиуми кои не се неутрални, отворено им изразуваат подршка и фаворизираат одредени кандидати. Средината на септември е периодот кога на земјоделскиот излог, односно тезгите, самоуверено се појавува кралот на туршијата, незаменливите корнишони. Во таа тегла во која својата специфична улога ја остварува и прокламираниот крал, сепак има и друг зарзават кој е претпоставка за додадена вредност, иако не секогаш, затоа што може од минатата реколта и е толку стасан што може да ја скисели зимницата. Што поголем број на независни листи, независни кандидати е богатство за општеството. За жал, во овие наши независни листи и кандидати не гледам многу стандардно независни, него гледам бивши зависни кои станале независни. Туршијата сепак зависи од избраните продукти, а уште пред почетокот на нејзината подготовка владе е мртва трка за тоа кој ќе го добие приматот и ќе успее да биде на менито во наредниот период. Бербата може да почне. Ова никој не го очекуваше. На неколку месечните отворени земјини искупи на улицата Панче Караѓозов веќе почнале да растат патлиџи. Ги повикувам опозиционите партнери да прекинат односно да ги соберат патлиџаните кои што ги почнале да ги берат од нашите проекти кои што ги работиме, заради тоа што во брзо време ќе има асфалтирање, па така да не им пропаднат продуктите, нека си ги соберат побрзо. За да се соберат и товарат, откако ќе биде поставен на асфалт, потребни се и возила. Службени не може од таква забрана издаде државниот антикорупционер. Па за туршијата да се фати функционерите и од едната и од другата партија мора да бидат не само брзи, итри и сноватливи. Некои од градоначалниците трошат општински средства, односно средства од буџетот на општината за набавка на гориво, кое гориво се точи во други приватни возила и тие се во функција на изборни, односно партиски активности кои што се започнати пред време. Прекомерната употреба на есенција која се користи за да се направи пресол може да создава мачнина. Ама кога е за повисоки цели, тогаш се може да се истрпи. Границата на толеранција е избришена, оти целта е сепак да се презими. Самиот направив личен компромис, бидејќи знаете во политиката често пати се помирувате со работи и правите пактови и често пати верувате во работи кои што во нормалниот живот предизвикуваат силно чувство на гадење, но во политиката тоа е нормална работна атмосфера. И на крај, кога туршијата ќе биде готова, неопходна е уште една проверка од искусни и вешти лица. Обвинителството издаде и голем број насоки и наредби за вештачење и прибирање на документацијата, меѓу нив и наредба за градежно вештачење до Теолошкиот факултет во Скопје. Изгледа дека зимницата и пред време е стасана. Време е со Божја помош да се спакува и оваа тегла. Толку за вечерва, се гледаме повторно в понеделникот 22. Пријатно!